Поштовни гледачи, добра вечер. Петок е, 20 часот. Ова е подкаст Радар. А како што знаете и гледате, јас сум Сотир Костов. Деца во држива ми кажаа дека по 39 пат се дружиме. Значи, каде и да е следната емисија, мал јубилеј имаме. Па, ја не верував дека толку ќе преживееме на социјалните мрежи. Ама еве се случуваат чуда. Вечерва имаме гостинка. Дафина Стојановска. Господја Дафина, добро вечер и добро ни дојдовте. И здраво. Како здраво, добра вечер. Да. Благодарам за поканата. Чест ми е да бидам ваша гостинка во секое време. Нашата чест се поголема. Особено кога имаме на гости жени кои се бават со политика, општествено активни и општествено одговорни. Дафина, јас ќе се обидам да задржам ниво со вие, иако близината некој пат бара на ти да се обраќаме, ама како стар джентлмен сепак ќе задржам ниво. И познат сум по тоа што сакам се разликувам од другите водители и другите подкасти. Ќе почнам малку на необичен начин емисија со вас. Ќе ти поставам едно лично прашање. Се надевам нема да ми замериш, а исто така се надевам дека па и пријатно ќе се изненадиш. А малку ќе тестирам твојата меморија. Те молам да се потсетиш на 31 декември 2017 година. Каде беше, особено во ноќните вечерни часови? Така, мислам дека бевме заедно таа вечер. Да. Да. Едни од неколку мината што одлучивме таа ноќ, таа нова година, ја би рекла, во современо време среќна нова 49-та. Да, тогаш така беше. Такви беа тогаш времињата. И се најдовме заедно со вас. Ние бевме од Гостивар, мислам, 3 или 4 возила. Да. Гостиварци, кои што одлучивме ноќта да ја поминеме пред казнено-поправниот дом Идризово, каде што внатре беа неправедно притворени наши сопартици, наши другари, луѓе кои што само заради Македонија тука престојува еден извесен период и во знак на наша поддршка, бидејќи навистина тие денови во Македонија и ноќи не беа за било какви прослави, барем ние така се чувствувавме, и покрај сите притисоци кои тогашната власт ги правеше и покрај тоа што ги имавме свежи раните од 27 април таа година, ние се охрабривме, колку што бевме, толку бевме, но таа ноќ ја поминавме токму пред. Да. Добро, да не ги забраваме и Кумановчани. Да, имаше 100 луѓе, мислам, дека бевме. Ја прв пат ќе ти ја кажам идејата како дојде, седеме јас и Крсто Ивановски, твојот поранешен колега и сопартиец. Актер истекнат македонски, се договараме што и како, тогаш интензивно дружевме. И паѓа идеја, кај ќе одиш за нова година? Бегам дома, викам со сопругата, со златниот ретривер, со Каја, и викам со најмалото дете. Ти бе, дома и јас. А да одиме пред шутка со нашите другари да пробаме да се дружиме, важи. И он вика, јас ќе ти донесам, вика, едни луѓе храбри, вика, од Гостивар на чело со една господја. Јас сум ве чул, ама тогаш викам, кој бе ќе дојава? Како доаѓање, викам. Нова година секој сака се весели. Тап. Да. Вие пред 12 сатот се нацртавте. Добро, волнени времења, тешки времења беа, некако ги поминавме. Ама сакав да се потсетиме малку. Да, и никогаш не треба да ги заборавиме. Што се поминало, заборават. за денес некој да ни вели оставете тоа што било, не е баш така. Има многу длабоки, тешки рани кои што не знам, може би од некоја временска дистанца да се простат или не знам, по друг збор, но да се заборават никако не се. Не, за простување, Дафина, нема проблем. Мислам, ние сме христијани, верници, а некој треба да се извини, искрено да изрази жалење и да се извини некој. Ама, знаете како Костири, тоа време што тие луѓе го изгубија таму, не се надоместува со ништо. Така. Таа празнина во нивните семејства, во нивниот некои отидоа, живот, почина. Така. Добро, ајде, го вртиме тркалото на секојдневието, современието, историјата и се враќаме на денешни дни, би рекол.
Дафина, би ве прашал, какво е чувството да сте учесник и активен актер на македонската политика? Што би рекло, какво е чувството на жената политичар во Република Македонија? Вашето лично чувство би сакал накратко да го чујам. Да, благодарам за прашањето, Сотир. Сум имала можности на други сцени на оваа тема да говорам или некои настани организирани на тема жена во политика. Јас се трудам рамноправно да ја водам оваа битка, ако може така да се каже битка, бидејќи знаете како едно е битката да се води преку оние официјални здруженија на жени, или ете и во политичка партија. Секоја политичка партија има еден дел кој што е огранок на жените политичарки, но јас и така и сум почнала во мојата матична партија ВМРО-ДПМН преку унијата на жени, но со тек на време претпоставувам заради тоа што на вистина се чувствувам рамноправно и никако не прифаќам никакви привилегии или попуштања затоа што сум жена. И може би затоа, повеќе од 2 децении сум рамноправна со моите колеги политичари. Иако политичката битка мислам дека не треба да разликува пол, туку начин на кој личноста која што не се нафатила професионално да работи таа професија, начинот на кој што тоа го прави. Но ќе лажам ако кажам дека е лесно. Да. Но би сакала да охрабрам точно, би сакала да охрабрам многу повеќе жени, затоа што многу почести се случаите кога од жена која што искрено ја почитувам и која што сметам дека и има потенцијал да се придружи во оваа политичка битка на македонската политичка сцена, повеќе добивам коментари во смисол секоја чест, алал да ти е, но никако да се охрабрат, велам дојдете, помогнете ми, полесно ќе ја водиме. Не се пронаѓаме. Јас се трудам тоа некако таа фама или не знам некоја можеби и намерно создадена кованица да пробам да разбиеме заедно, а како тоа ќе се направи еве на овој начин. Ако може да се каже дека можеби сум некое име на политичката сцена во Македонија или во партијата, тоа секако е заслуга заради тоа што сум го сработила, не затоа што сум жена. Па добро, ја проверував, мада и знаев. Почнуваш ти од општински комитет, секретар на општински комитет и си кажал си имаше нормален развој. Сега мене ме интересира второ прашање, исто пак за лично чувство. Какво е твоето лично чувство да си член на најголемата македонска партија која го носи светото име ВМРО плюс ДПМН? Па така, што те натера да се зачлениш? Извини вака лично, ама да се зачлениш во ВМРО-ДПМН. Па ја и за тоа можеби сум имала прилика некаде да дадам некоја изјава или пишувам. Не сум те чул. Да. Значи јас сум нормално генерацијски сум го доживеала и времето, да кажам, од бивша Југославија. Мојот татко беше стоматолог, кој што студирал во Југославија, во Белград, и на времето, можеби, кога почна таа поделба, распадот на Југославија, имаше луѓе кои што апсолутно немале никаква допирна точка со регионот надвор од денешна Македонија, но кои што повеќе беа за тоа Македонија да остане во Југославија, повеќе веруваа дека Македонија не може без таа федерација и слично, и тоа можеби го очекуваа сите и од мојот татко, бидејќи ете бил белградски студент, но тој напротив, например, кај нас дома, кога неговите другари на полиците по библиотеките ги има книгите за Тито, за Ленин, кај нас дома татко ми избарувал за Методи Антонов Ченто. Да. Значи има тука некоја коренот е битен. Потоа кога пораснав, мојата врска и ден денес, која што е веќе и со брак и со деца, е со личност кој што исто така цел живот бил поборник за самостојна Македонија. И секогаш на прашањата дали е подобро да се биде, да речеме, од меѓународен фактор со Русија или со Америка или од соседите Србија или Бугарија, тој секогаш велела зошто некој треба да биде, зошто да не бидеме ние Македонија самостојна, економски развиена, и кога сте во
такво обкружување веќе кажав и од раѓање, но и во годините после тоа, мислам дека е нормален текот да се фати кога веќе одлучив да влезам во политиката, да ја изберам ВМРО ДПМН како единствена за жал единствена до ден денес партија која што се бори за националните интереси, за тоа Македонија да биде, ние велиме со референдумот од 90-та дека е самостојна, но за жал гледаме со какви луѓе имаме работа, какви политичари не доведоа во оваа незавидна положба и денес после 30 и кусур години од тој референдум и битката продолжува. Може би да се сменат улогите на политичарите, но ВМРО ДПМН мислам дека е константа, некои се лутат кога ќе кажам или ќе напишам вечни да се ВМРО и Македонија, токму заради тоа. Токму заради тоа. Добро, ја ќе видам од дистанца како непартиец, може би не единствена, ама единствена од големите партии, а една од ретките кои води интерес за националните и државните интереси. Но предпоставувам дека и голема партијата токму заради идејата и идеологијата. Поштина Дафина. Некаде 2021 година во еден друг подкаст на друг медиум, кога имав, кажав дека на Македонија и треба женска рака. Никако да се пофалам бев пред време. Добивме председателка. Значи функцијата председател на Република Македонија е ова жена, поштованата Гордана Силјановска Давкова. Бидејќи јас сум познат едукатор тренер и обучуваш на млади лидери, ги познавам состојбите во партиите, не во сите, ама во најголем број, а особено во ВМРО ДПМН имам завидни циклуси на едукација. Моја оценка е дека трейдмарк на ВМРО кога тргнеме лидерството на поштуваниот Христијан Мицкоски, дека трейдмарк на организираноста и активноста на ВМРО ДПМН се жените. Младите активистки девојки и искусните, би рекол, неколкуте вија алфа жени. И јас секогаш се спротивставувам на мои соговорници од левиот спектар политички на јавната сцена, каде имам извонредни пријатели, кои речат ВМРО е затворена партија, не демократска партија, и ја одмовелам, ајде да ги броеме истакнатите членови на ВМРО кои се активни во партијата, во собранието, и ја ќе ви изброам повеќе жени од маши, и тогаш ги замолчувам. Ете, провокативно, како успевате сега не само вие, него вие жените, сега да не ги бројам, ја и со Жеклина сум добар пријател, сега да не ги набројувам, ајде, партеничките и така натаму, градоначалнички имате. Како успевате вие жените во една таква недемократска партија, во една таква затворена партија, а и шо да излезете на површина, па да сте активни, да сте едни од поактивните, поагилните на политичка сцена. Да, точно, убава споредба направивте и контрааргумент на она дека неосновано не обвинуваат. Јас, почитуваната председателка Гордана Силјановска Давкова, ја паметам, била, нели, и се уште една од врвните експерти, професори на универзитетот, но голем беше чекорот што го направи тогаш председателот на опозицијската ВМРО ДПМН, кога и во 2019 излеговме со професорката како кандидат за председателка, и да не бе оние нечесни задкулисни игри во вториот круг. Сметам дека уште од тогаш Гордана ќе го превземеше кормилото како председателка на државата, но мислам дека од тука почна она политичка структура или политичко темпо кое што мислам дека со тој потек Христијан Мицкоски го најави. Да. Затоа што не можеме да кажеме дека му било лесно да ја помине Гордана како предлог, или да речам после следуваат 20-та изборите парламентарни, кога професорката беше носителка на изборна единица, или 21-та, кога без разлика тоа ќе остане како запис на политичката сцена, кога нели една Данела Арсовска ја кандидиравме како ВМРО ДПМН за градоначалничка на град Скопје. Така да секогаш мислам дека и по тоа се разликува Мицкоски од сите останати лидери, не само на ВМРО ДПМН, туку и општо
множеството на останатите големи политички партии во државата, што секогаш размислувал, мислам, не 2, може би 3 чекори понапред. И може би уште од таа 2019 веќе ние почнавме да го трасираме патот, за да во 2024 ни се случи таа историска победа, која што секако дека беше резултат и на тоа што народот беше разочаран, понижен, предаден. Сите тие фактори влијаја, но тоа дека додадена вредност, и тоа огромна додадена вредност беше и професорката е, мислам, неоспорен факт и така да сметам дека тоа е со секој поздрав што математички прецизно го пресмета, го прогнозираше и конечно и го спроведе Христијан Мицкоски, така да сега имаме 2 јаки лика кои што се начело на државата и кои што гледате како за 2 години веќе поинако се доживува Македонија во меѓународниот фактор. Тоа е благодарение. Го вративме државништвото. Так. Државништвото и чувството на припадност на македонците од тука, па и на македонците од надвор. Бидејќи овие комплетно се руинираа што беа пред нас. Апсолутно има други интереси, но цената за тие интереси ја плативме ние на начин како што ја плативме. Добро, Дафина, ајде јас да ви посакам, ако ме слуши здравието, ако ги дочекам годините, па во годините пред нас, да видиме и женско лидерство во ВМРО, дали тој ќе генерален секретар, лидер на партијата и така натаму. Како тргнала натаму? Знаете како, Сотир, јас верам, многу е битно едно лидерство од самиот лидер, но и од екипата. Имаше една добра изјава, мислам американски некој познат политичар, да не шпекулирам со името, но често ја користам, вели, за да ги видите лидерските способности на еден фронтмен лидер, не мора да го гледате само него, туку гледајте ги луѓето кои што ги избира во неговата околина или во неговиот тим. А тоа Христијан Мицкоски сметам дека умешно го прави како еден машински инженер. Јас велам, моторот го има така поставено да секој штраф е на местото каде што му е и каде што може да го даде својот максимум за да машинеријата функционира. Посебно го анализирав до 19-та година, кога му беше најтешко, да бидам искрен. И кога видов што све издржав, јас знаев дека ќе се развие во добар лидер. Ај се додем, нашиот подкаст е слободен, ние не се држаме така, многу така формално. И се чувствувам, И те молам така да се чувствуваш, ај веќе ти кажуваш. Се овака сега, пак одиме лично. Не е моје авторство, прочитав негде еден наслов, што мене ме бендиса многу. Демек, Дафина Стојановска на политичките политичари како им вади зави. Имајќи во предвид дека твојата професија е медицинска, има завршено, поточно ќе ни кажеш ти точно, бидејќи ја прочитав дека си магистар или специализант на human resource, на човечки ресурси, ама и сега малку ја вака зајадливо да ни кажеш како им вадиш забити на твоите политички противници. Еве, во собрание, на форуми, на некои јавни трибини, на научни трибини, ова вадиш заби, под наводници сега, не треба јас да го тоа. Да, може би не ги асоцирало затоа што мојата првична вокација, нели, јас сум доктор на стоматологија. Сакав ти да кажеш. Да, и работев. И реално моите планови апсолутно некој да ми кажеше пред едно 15 на 20 години дека јас ќе бидам политичарка, ќе мислев дека е некој добар виц само во прашање, бидејќи навистина не се гледав таму. Моите планови беаете со мојот татко кој што беше навистина експерт од областа на стоматологијата, затоа мислам јас го ослабнувам ефектот кога јас го истакнувам во гостивар. Многу мина ќе ви кажат. И плановите беа заедно, тогаш нели почна да стануваат актуелни приватните стоматолошки ординации и се договоривме со него јас да се запишам на стоматолошки факултет. Тогаш 6 години беа студиите на стоматолошки и за тоа време тие да се снајдат со мајка ми финансиски. Животна желба му беше да отвори приватна ординација. Ама се случи, јас навистина дипломирав во рекордно време за тие 6 години точно и навистина снајдоа сили моите, отворивме приватна ординација, но за година дена после отворањето почина татко ми, тука некако ми се скрши некој сон за еднината, да. И можеби тоа беше една од оние пресвртници кои што влијаја на тоа јас за некоја година потоа да почнам активно да се бавам со политиката.
Во тоа време приватно работевме јас и мојот сопруг, па ми се отвори некоја можност да работам во Фондот за здравство, како контролор, како член на лекарска комисија за боледувања. Меѓународот многу познати така, инаку привремена спреченост од работа. И можеби тоа беше мојот прв активен контакт со законодавство, затоа што во Фонд за здравство мора да следите закони, измени на закони, правилници и така натаму. И можеби тоа беше некој сигнал дека јас некако ја тргам работава, бидејќи генерално за стоматологијата знаеме една вистина наука, но е и занает, ако немате лесна рака како што велат не. И добро и пракса секојдневно. Така, да. И едно 8 до 10 години ја работев јас праксата, но после тоа во Фондот за здравство, па дојде некоја прилика локално во општинските организации да ме понудат за ангажман. Јас можеби тогаш и не бев свесна, бидејќи тој период мојот сопруг беше повеќе активен во партијата, но нели како што велите секогаш им се потребни, ден денес се потребни жени. Прифатив, иако да бидам искрена, можеби не бев свесна кои ќе бидат моите задачи, затоа што првата партиска задача која што добив беше да бидам секретар на Унијата на жени во Гостивар. И кога видов што треба да се работи, веќе почнав и да влегувам во задачите, да креирам некои нови стратегии, да давам предлози. И очигледно и тоа добро сум го правила, па стигнав да бидам секретар на општинската организација, значи она што е и со мажи и со жени, па следуваше да бидам носител на листа на локалните избори 2013 Гостивар. Па имаше после 13-та исто така беа председателски и парламентарни избори во 14-та. Тогаш во шеската носител беше Никола Поповски, беше доста близок соработник на тогашниот председател на партијата Груевски, и после тие избори, бидејќи јас ги водев како председател на општинските изборни штабови, предпоставувам дека и Никола Поповски успеа да види дека ете мене ме бива во овој дел. Нему кампањата му ја водеше Владо Мисајловски. Предпоставувам дека тука е оној магичен момент кога тие му пренеле на Груевски за мене, и веќе во 2015 јас бев избрана за член на извршниот комитет од Гостивар. Тоа беше на вистина историја за Гостивар, бидејќи еве да речам некако аутсайдер, но можеби многу помалку позната во Скопје отколку во Гостивар. И таа задача ја прифатив, така, ја прифатив, и предпоставувам дека најмногу мојот труд, мојата вложеност, затоа што јас никогаш не би се нафатила на нешто доколку однапред не бидам подготвена да ги исполнам и очекувањата на некој што ви ја дал довербата, но и јас лично да бидам задоволна од тоа што ќе го понудам. Мислам дека така тргна од таа 2015, па дојдоа изборите 2016, носител во шеската беше тогаш Владко Ѓорчев. Јас прв пат бев на листа пратеничка на 3-то место. Така влегов во парламентот од 17-та, и мислам дека и тоа беше клучен момент, бидејќи таа 2017-та, нели, тогаш иако освоивме поголем број на мандати за 2, нели, 51-49 испадна исходот, сепак, нели, останавме да бидеме опозиција. Првите 4 месеци се водеше исклучително. Со византиски игри. Така, да, и мислам дека првата седница после онаа конститутивната, ние како пратеничка група добивме, мислам, на координација тоа го договоривме, да сите, нели, се пријавувавме, тогаш не беа ни формирани пратенички групи, секој на секому за реплика, за да користиме во време, и веќе немавме можност ни да размислуваме, ние моравме да функционираме, да делуваме. Но од оваа временска дистанца јас велам дека тоа беше одлично искуство. Да веднаш влезете во борба и така да се испечете и да бидете, не добро, очигледен е твојот развој како партиски, така политички, степ бај степ, чекор по чекор, што би рекле. Сега ти кажам една работа што досега не сум ти ја кажал. Од причини што секој пат во огин си фрлена во шеската, каде што е најтешко, гестот што го направи 31 декември за нова година да славиме пред шутка, и твојата борбеност како во парламентот, така и на дебатните емисии, една група луѓе што се бавиме
Вака со бради, коси сме со македонство, ние тебе ти имаме наречено Сирма Војвода, да ти кажам. И ова прв пат ти го кажувам, намерно, јавно, бидејќи ја еве те поддржам во ова што рече, никој пат не си мислела дека ќе се бавиш. Па и ја не мислев дека ќе се бавам со новинарство, еве 30 години сум полум новинар, аматер новинар, ама еве се уште мрдам, се бавам, баги, медиуми имам поминато и еве сега, без да верува во социјалните мрежи, по наговор на моето најмало дете, синот Филип, и со подкасти се бавам. Така да, некој пат, знаеш, не веруваме во себе, ама тоа внатрешното чувство проработува. Да, и јас сметам, Сотир, ако дозволиш, сметам дека она во што ете да кажам сме се пронашли или што го работиме години веќе наназад, иако можеби не ни е по струка професионалност, но сметам дека тука најмногу ефект има, барем бидејќи нели наша работа е поврзана со публиката. Ние можеме колку сакаме да зборуваме или да организираме подкасти, но ако немаме публика, тогаш сигурно би траело и пократко. Мислам дека публиката наша, ако може така да ја наречеме, ја чувствува и најмногу ја доживува искреноста. И јас велам некогаш, тие години многу ми вика браво Дафи на секоја чест, ама џабе, се ќе биде. Јас велам дека народот ја ценеше таа искрена борба. Никој пат ништо не е џабе. Да. Јас тогаш велев, нели, како беше оној момент кога се гласаше за уставните измени, до последно и не знаевме кои ќе бидат тие суммина. Јас велев да им ги извадиме картичките, да им ги скршиме. Може би детски, но и тоа беше искрено. Велеа ќе направат нови за еден час, ќе се случи тоа што се случи, но мислам дека искреноста во таа борба многу знае да ја почитува народот. Јас навистина секогаш и кога сум вадела зап на некој политички противник или можеби кога некогаш се трудам и со иронија некогаш да префрлам или да се изразам, народот тоа го следи. Не можете толку долго да глумите нешто што не сте. И во погледот, и во зборот, и во начинот на кој што нормално секој си има свој индивидуален начин и на изразување, но и на однесување, но сепак, а најбитното за мене е тоа што, како што кажавте, чекор по чекор. Никогаш не сум отишла преку 2 или 3 скали, секогаш сум била трпелива, сум била на ниво на задачата, барем според моите критериуми, затоа и секогаш давам една порака, еве бидејќи разговорот го започнавме за жените во политиката, дека никогаш не треба да луѓето или младите да посакуваат брз успех до, не знам, до среќа, до кариера. Таков и нема преку ноќ. Нема така. Нема. Мора да се потрудите, да. Или ќе трае кратко. Површински блесок ќе трае кратко, после што сигурно ќе следува огромно разочарување. А вака кога борбата на вистина, она ќе ја издржите, ќе ја водите, должината на таа борба никогаш и не се знае, но затоа 24-та, не знам, за мене најсветлиот датум во поновава историја на ВМРО-ДПМН, но исто ќе кажам, не смееме да заборавиме што се со тие луѓе поминавме, колку беа нивните очекувања големи и од ова временска дистанца 2 години за некого може би се малку, за некого многу, но сметам дека доволно за да народот кој што ни ја даде таа доверба тогаш да увиди дека навистина плановите ни се сериозни, дека гледаме држава да ја вратиме на вистинскиот колосек и полека да се исправуваме од оние кичми од гел, желатини што ли се не беа, а сето тоа се изведе само за да се наполнат нечии приватни џебови. Апсолутно ништо не беше за некое национално добро, па без разлика да се работело за некој инфраструктурен проект, за некоја, не знам, стратешка цел да видевме некој бенефит, подобро образование, здравство, земјоделие, ништо тоа. И сега тие ликови те гледаме како завршуваат на неславната страна на македонската историја, но сметам дека допрва тие треба и да се срамат и допрва да очекуваат, да не речам казна од правосудниот систем, но казната од народот е најголемата. Ке си дозволам да те дополнам, Дафина. За мене и 21-ва славна, за мене и 25-та славна.
Вие ги повторувате успесите. И тоа се 21 во време на тешка опозиција. Да. Така да, вие си знаете како ви беше, од сите страни нападнати, прогонувани политички, ама реков денеска имам и причина зашто само позитивни работи ќе зборувам. А трето изненадување, и ти ветувам повеќе до крајот на емисијата, нема да те изненадувам. По некои мои професионални стандарди, принципи и норми, кога вреднувам јавни личности, бидејќи како што кажав, нели сум едукатор, тренинг и обучувач на млади лидери, не само на млади, јас тебе се сврстувам во 3/4 најдобри ретори во твојата партија и на политичката сцена. Кажи ми според твое мислење. Не мора и да е точно, ама сакам да видам како ти чувствуваш. Го имаш тоа во себе, уордингот, значи речникот, дикцијата, тонот, вокабуларот, храброста, страста, жарот за диалог, за расправа, за битка политичка, или го стекна со годините, со искуството, или ти е микс? Значи, 3 варијанти. Па ја повеќе би се одлучила за третата, дека е некој микс. Бидејќи кажав, јас се одлучив да студирам стоматологија, но сето на основно и средно образование, може би во средно полека и се оддалечив, но во основно бев исклучено посветена, или тоа најмногу ми лежеше, македонски јазик и литература. Јас мислам дека на мојата официјална Facebook страна, сега не знам точно пред кој период, и имав една објава со мојата тогаш професорка по македонски јазик, исклучителна жена, вака физички може би многу малечка, но беше толку посветена на работата, значи јас исклучиво заради неа го засакав македонскиот јазик. И заедно со неа, тогаш нели основното училиште беше од 4+4, тие 4 од 5 од 8 одделение, секоја година учествував на надпревар по македонски јазик. И мислам дека во 6-то одделение бев првак во Македонија на државно ниво. Сега тука, нели, македонскиот јазик е огромно поле, не е само читање, дикција. Значи, јас заедно со неја и сум рецитирала, и сум пишувала. И може би тука некој елемент има што еве денес излегол на површина. Читам книги редовно во текот на целиот живот, затоа не мора да ве влече македонскиот јазика. Политиката, кажав, има микс, ето тоа и што со мојот сопруг, ние дома ретко водиме, за нас се споредни или небитни теми да зборуваме за тоа што се случило во соседството или во градот. Ние генерално си разговараме за политика. Јас кога возам во мојот автомобил, често пати се случува да пропуштам некоја од емисиите во живо, ги пуштам или во живо, или следниот ден ќе ги најдам на YouTube. Значи, не можете да бидете активен политичар или да сте подготвен за дебати, ако не следите актуелно, значи постојано. Постојано, јас затоа ги паметам, моите поискусни колеги, не се повозрасни како од рангот на Илија Димовски, Александар Николовски, Антонио Милошовски. Значи, тие може би некогаш ви делуваат дека се исклучени од средината, но тие се постојано со телефонот во рака, затоа што постојано се во тек. Значи, многу елементи влијаат на тоа да се има еден таков лик во политиката, а ВМРО-ДПМН може да се пофали или да се горде со тоа дека има повеќемина такви, значи во тоа се вложувало, но сепак ќе кажам и способноста или умешноста да се привлечат таквите луѓе, бидејќи вие не можете насила некого да го доведете да биде активен и да ги пронајдете, точно и да ги поставите луѓето онаму каде што, затоа што ние можеме да располагаме со добри менаџери, или, например, многу е честа појавата, вие тоа многу добро го знаете, например, од областа на медицината, доктори ги бираме за повисоки позиции на листи, носат многу гласови заради пациентите, но тоа не значи дека докторот добро ќе се снајде и во политика, доколку не му се помогне или доколку нема тој некоја база. Треба се едуцира. Да. Тоа не е медицина. Постојана едукација, жива наука без разлика колку long life learning, цел животно учење. Цел живот и посветеност максимално.
Приватниот живот се прилагодува на политичкиот. Тоа треба да го прифатат сите во нашата околина, за да ја добиеме и поддршката и разбирањето, а зошто да не и помошта. Бидејќи ми кажа од каде е твојата љубов кон македонскиот јазик, ми даде мотив јас да ти кажам од каде кај мене е таа љубов. Ќе се насмееш. Првата моја учителка од првото четврто одделение се викаше Дафинка. Значи, Колку е битно. Слично име со твоето. Да. Втората учителка од 6 до 8, Лилјана Миличинска, баба на еден наш пријател заеднички пред емисијата се видовме со незината ќерка е. Тие две учителки и баба ми Анастасија од Кавадарци, која ми ги кажуваше не убавите македонски приказки, митолошки и не митолошки, ја од нив го закасакав македонскиот јазик. Ја не го зборувам литературниот, имам причини. Мене експерт ми кажа дека македонскиот јазик се и наречијата источен, ваков, нако, западен, и јас изборувам источен кочански намесно. Бидејќи тоа е богатството на македонскиот јазик. Така да се пофалам ја од каде мојата љубов кон македонскиот јазик и кон македонството. Ми се наметнува една друга идеја или така да потенцираме, значи колку е битно образованието. Најбитно. Колку ние ги рушивме тие ликови на добар професор, колку го спаднавме критериумот за тоа кој се стана професор, како денес има исклучоци, но повеќето, видите, ние ги паметиме нашите од пред 30-50 години со име и презиме и со дела. Да. Тие, значи, се пресвртница во нечиј живот, или да бидете добар човек, или да не бидете. Ние во образованието не само што го изгубивме образовниот, воспитниот процес го немаме. Тоа па е емпти. Јас сум многу исплашена затоа што можеби сега некоја генерација и да се издржи, но следуваат генерации кои што апсолутно овие вредности многу малку ќе ги поседуваат. И тие генерации утре треба да бидат пратеници, премиери, председатели на држава. Хајде се надеваме дека некој работи на подобро ќе тргне. Затоа треба базата да се реобнови, да се постават цврсти темели и плодовите, дај Боже, да се соберат што поскоро. Дафина, ајде одиме во собранието. Твојата арена на демократска битка и борба, па и добро актуелни сте деновиве, ја завршувавте реформската агенда, наидовте на старински би рекол на фортификацијски препреки, малку смислени, малку не со добра намера. Гледаш, ја многу со класична политика не тегњавам вечерва, ама те молам накратко да ни кажеш на што да верувам. Дали на сите европски челници кои дојдоа овде, од Марта Кос, од фон дер Лајен, од председателот на парламентот европски и така натаму, кои велат 90% минимум сме ја завршени реформската агенда, 10 останува, гледаме кој е тоа 10%, ако воопшто е 10, помалку е, изборниот законник има зашто го кочат, или да веруваме на почитуваниот Филипчи и СДС, дека ништо не сте сработиле. Така накратко да ни кажеш, стварно ли ништо не сте сработили вие во тоа собранието? Па не знам, можеби тие се уште живеат во времето кога може да нарачаат и пофалби, да нарачаат и поплаки. Го истрошија, сите џокери СДСМ ги има истрошено и гледате дека буквално јас би рекла бара мана или бара да се фатат за сламка, да одглумат некоја си жртва или затоа што внимавајте, тие го искористија моментот кога во собрание се донесе законот со кој што се нели се укинува пржинската влада, но не од 28, од 32. Многу најдоа мана, со тоа нели го објавија официјално како причина дека заради тоа ги напуштаат преговорите за изборниот законник и сега јуни месец помина, во јуни месец буквално сите реформски закони од реформската агенда, значи сите задачи што ги имавме како собрание, како пратеници ги реализиравме и тоа внимавајте сотир. Со ниту еден закон не е донесен со злоупотреба на европско знаме или по скратена постапка. За добар дел од многу битните закони, особено од областа од вашата
професија, Да. судство, обвинителство, се организираа јавни расправи. Тоа беше мислена именка за периодот на владење на СДСМ и ДУИ. Понатаму јавни расправи во кои што им беше оставено можност буквално кого тие мислат, сакаат, посакуваат да го поканат без разлика дали како експерт, дали како представник на граѓанско здружение, сите сослушани, заеднички седнато, прифатени амандмани за кои што сме сметале дека ќе влијаат на доусовршување на дел од тие закони, и сега кога навистина часовникот одбројуваше како и овој на вашата маса, последно што остана беше изборниот законник, понуден, седнато, начелно се договорено, за да во последен момент, кога требаше тој предлог на закон да се потпише со предлагачи во собрание, да испадне дека се повлекуваат колегите од левица, затоа што барале слобода да можат да напаѓаат. Значи, прво, апсолутно некоректно. Значи, ако вие преговарате 4 до 5 месеци заеднички наоѓате јазик и сега не се потпишуваме за да можеме да критикуваме. Кој кого и зошто лаже во случајов? И бидејќи навистина стана алармантно тоа кочење токму на овој закон, кој што ете како што кажате... И непочитување опсе одехир и Венецијанска комисија. Меѓународен фактор, ако ете тие нели се фалија со работката со нив, кој што ќе ја чини Македонија негде над 4 милиони евра, што секако не е малку. Значи, дел од реформска агенда. И еве, гледате што се случува, понудено буквално тие без присуство и учество на представникот ВМРО ДПМН, тие да направат нова конечна верзија за измени на овој закон согласно барањата и предлозите на ОПСЕ и ОДИХР. Нашиот услов е само да се овозможи диаспората да гласа. Првичниот договор беше да се овозможи електронско гласање, реагираа на тоа. Последна понуда од наша страна беше само да стои дека диаспората ќе ја овозможиме да гласа, со рок до септември 28 да се изнајде механизам и тоа преку Државната изборна комисија, не во парламентот. Дали тоа ќе биде електронски, дали ќе биде преку пошта, бидејќи има преку 20 такви земји кои што во Америка веќе така функционираат. И еве, закочен е процесот, сметам дека многу, не само за македонската јавност или за диаспората, веќе е јасно кој го закочи тој процес, и ако остане да биде неуспешен, тоа секако ќе биде исклучиво заради блокирањето од страна на колегите од опозицијата. А што им е стравот? Стравот име, бидејќи се свесни како проаѓаат кај диаспората, бидејќи тоа беа оние ликови кои што... Да мислиш дека и дома па нешто подобро поминува. Да. Јас велам Ана бара мана, таква е народната така поговорка. Бараат мана за да привлечат внимание. Ја тоа го имам крстено, немаат со ништо друго. Грд политички ескапизам. Па нема баш најдобар превод, ама најблиско е бегство, ама не е само бегство, тоа е немање храброст да се соочи со реалноста. Да учествуваш во таа реалност и да дадеш свој допринос, иако можеби во моментот не ти одговара лично. Ама реков дека нема многу да се бавам вечерва со нив. Контрадикторно е, Сотир, затоа што како велат, ние паѓаме, сме биле во бездна, овие избори сме изгубиле не знам колку гласа, мислат на последниве локални, следниве тие победуваат. Ако биде така дека тие победуваат, еве им одлична можност да победат уште подобро. А гледате, истите тие кои што може би декември, јануар оваа година инсистираат да има предвремени избори, предвидуваа банкрот, предвидуваа не знам што, предвидуваа ребаланс уште не знам во мај месец дека ќе се случи. Ребалансот е нормална работа? Истите тие сега бегаат од избори, сега не сакаат да се зборува на тема предвремени избори. Економските параметри кажува сосема спротивно нешто. И тоа од релевантни меѓународни институции, не македонски. Тие се подсмеваат. Јас не знам со кое лице тие можат да се подсмеваат на нечиви резултати. Ај при крајот малку те ставам во незгодна улога како веќе искусна политичарка. Наместо јас да давам оценка или не, ево мислење за реконструкцијата на владата, како човек од највисоката законодавна власт, кој врши контрола на извршната власт, и јас сакам таа контрола малку да се зголеми, да се издигне на повисоко ниво за доброто на демократијата, би ве ставил во една незгодна ситуација да дадете ваша лична оценка на реконструкцијата на владата, на состојбата во коалицијата, министерствата,
Па, и во партијата бидејќи ја видов со моето искусно око и реконструкција во партијата. Дали би прифатила да поразговараш малку на таа тема? Нема тема од која што јас Так. се плашам или би можел некој да ме изненади. Па затоа Сирма води со во прашање, така, благодарам следно. Да. Видете, таа реконструкција не само што премиерот Мицкоски ја најави, може би има и година дена. Од сега, но сметам дека е и многу нормално и очекувано да се случи во партија која што постојано ги следи сите трендови на промени. Во нашата партија никој не е вечен. Ние гледаме и кога ќе се случат промени, само најмногу внимаваме на тоа да се случат на подобро, да не биде или некој истлик или еве како што пробуваат да не Како ви тргнало од 19-та, се на подобро одите. Моите анализи кажуваат. Извини. Ама тоа е, затоа велам, има разлика од промена до промена. Така да очекувањата за мене, ако сега јас никогаш не сум била во улога на професор, но апсолутно би оценила со добро. Добро е да се освежи, добро е и со, не знам, некогаш пак ќе се повикам на народот, како велат, има една изрека, говорам ти сна, осети се черко. Со една измена, со една реконструкција, не знам, ние имавме и внатре партиски избори или како да кажам огласи, пријавувања промени. Променивме можеби 30%, имаме нови имиња кои што се во партиското раководство. Тоа не е ништо страшно, на некому може да му е потребен одмор, некој може да го дал својот максимум, повеќе да не очекуваме од него ништо, но треба да се даде шанса и на некој нов, како би биле инаку Примите, добра вие правите партија. дисперзија наместо акумулација на моги во поедини Така. личности. Дисперзија, но мислам дека најдобар пример за тоа како треба да се однесува човек кога е на позиција на која што многу други ја искористиле таа позиција за покажување на апсолутна моќ, пример за спротивното е Христијан Мицкоски. Значи, тој со неговото однесување, ама буквално на сите, и на нас во парламентот, и на луѓето во влада, и на членството, и на луѓето кои што во нас гледаат надеж, им покажува дека не смееме да се одлепиме од народот. Дека ништо не сме без тој народ, народна партија, но да сега од позиција на власт, јас знам дека таков менталитет сме. Веднаш почнуваат луѓето да не гледаат со други очи. Токму затоа треба многу повеќе да внимаваме. Да никој не се почувствува подценет од нас. Особено овој пат, немате право на грешка. Ниту по однесување, ниту по делување, ниту пак еве по начинов на кој што функционираме, така да јас апсолутно сметам дека добро дојде ова освежување, имајќи во предвид дека секако не е лесно да се направи реконструкција на влада кога покрај партиска коалиција, имате и владина коалиција, а во истиот тој период нас ни се случи и да го зголемиме мнозинството во парламент за +1, што ете... И коалицијата. Како ја реков, 4 во 1 Многу умешно лидерство и секако зошто да не ги споменеме и оние лошите случаи кога нели дел од нашите високи раководни позиции има личности кои што нели се под истрага на дело фатени со криминал, така да и тоа не е ништо страшно, но ние не се трудиме како владеачка партија, не се трудевме криминалот кој што е фатен на дело. Прва помисла ни беше да го сокриеме, да го искамуфлираме, туку веднаш со очување со правда. Затоа велам со личен пример. Можеме да сгрешиме, јас можам и не знам и дали некогаш и можеме и сами лично за себе да гарантираме за нешто. Времето си го прави својот, но да гарантираш за друга личност дека ќе биде безпрекорна, не знам дали постои таков феномен. Даваме можност, следиме работи, се покажува, се останува. Наоѓаме нешто подобро, ќе го смениме едноставно, затоа и можноста да можете и да реконструирате, да можете и до крај со еден лик да го поминете цел мандат, ништо страшно, ништо чудно, ништо ново и затоа би оценила со преодна оценка, да не се изразам 10, бидејќи ќе испадне дека пред време некои работи ги прогнозирам. 9 или 9 минус? Плюс. Добро, се пошиваме. Добро. Така, полека можеме да привршуваме. Ние имаме една традиција, при крајот на емисијата, на секој гостин му даваме простор да си каже нешто што сака да каже, а ние го велиме порака до гледачите, бидејќи не сме само информативна емисија, ние сакаме малку и да имаме влијание, па и воспитно, и образовно, и секакво.
Па би те замолил, доколку мислиш дека има потреба нешто да кажеш во овие топли летни денови на нашите почитувани гледачи. Нешто свежо. Еве, сега во моментов што ми текнува, често за ова дебатирам со мои пријатели деновиве, во смисла на тоа дека очекуваат некои драстични промени од нас да се случат преку ноќ и слично, но секако да си останат во својата комфортна зона. Значи, не зборувам за луѓе активни во политика, туку луѓе кои што го следат процесот, луѓе кои што можеби еднаш гласале за едни, за други, или секогаш гласале за ВМРО, но ќе се изразат ништо не сум добил од ВМРО. Мене таа изјава некојаш и ме иритира, бидејќи јас ги поканувам таквите луѓе да не чекаат да добијат нешто од ВМРО, бидејќи ВМРО, барем јас така го доживувам, е партија која што живее, се труди, работи за Македонија. Да дојдат, да ни помогнат. И никогаш да не останат во на мнозинство, мора да признаеме дека мнозинството на луѓе сметаат дека никој не може да ги промени работите на подобро. Можат. Некојаш се подобруваат со спротивставување, треба да имате храброста да се спротивставите. Кога сте свесни, кога сте сведок дека некој навистина крши закон, па макар да тоа била еве и Дафина или Сотир. Ако сте сигурни дека сте во право, принцип. А да не се повикуваме на мнозинството, затоа што некогаш мнозинството може да не повлече во погрешна насока. За жал, сметам дека кај нас мнозинството си сака да си ужива во својата комфортна зона, без да потроши трошка време, капка пот да испоти, заете да придонесе. Некојаш придонесуваме со добар збор, некојаш придонесуваме со остра критика, но некогаш, бога ми, со завртени ракави. Треба сите заедно да ја почувствуваме оваа држава, дека ние и само ние можеме и да ја сочуваме, можеме и да ја измениме. Дали ќе измениме на подобро или ќе останеме залудно и ништо овде не може да се смени, јас не сум поборник на тие идеологии. Јас сакам да засукам ракави, да го дадам својот придонес и борбата да се цени, но борбата секогаш се цени. А ќе успееме ако се здружиме и ако не останеме на тоа, залудно е, така било, така ќе остане. Никош нема да остане така ако се потрудиме сите помалку. За крај една мала провокација во мојот клуб пензионерски секојдневно кај што се расправаме, го сака да ме нападнат мои драги пријатели, јас ги бранеш тоа ВМРО-вциве, ама сега ќе почнат да попуштат. Едно прашање најдиректно. Ќе издржите ли во одбраната на националните и државните интереси, како тоа што го издржавте овие 2 години? Да, апсолутно тоа. Немаме ни милиметар повлечено од нашата црвена линија. И токму затоа ние се трудиме оваа реформска агенда да реализираме, бидејќи ако се почитуваат копенхашките критериуми, ние ќе исполниме. Ама мора да бидеме доследни на тоа. Ете, како што кажав, од собраниски аспект, да не се злоупотребува европско знаме за закон за игри на среќа, за закон за сметководители, за што се не знам. Да, на тој начин и така мислам дека и посериозно ќе не гледаат. Бидејќи се повнимателно ја слушаат нашата верзија на неправдата која што нас ни ја прави Бугарија. Сакаат да ни менуваат историја, а во суштина сметам дека историјата многу повеќе ја менуваат, односно дозволувале да се промени луѓето од СДСМ. Ликовите како Рубин, Земон, Филипче, Таче, Заев и така натаму. Тие почнаа да ја менуваат за да некој се осмели тоа да ни го понуди на маса и да се случи. За жал, но едната уставна измена се случи, втората нема шанси под овие околности. Продолжете така на прав пат се, ќе сме задоволни не само ние што се бавиме со јавна работа, туку и многу поголем број македонци. Дафина, пред да завршиме емисијата, чест ми е да ти врачам поклоном, ние и книжулиња поклонуваме. Ги потрошивме од Раде Силјан и од Матица Македонска, ама има нешто од моиве, Вселена на брендови и толковник, брендинг, advertising, public relation. Дзирни ги кој имаш време, може да ти послужат, бидејќи ти си човек на јавната политика, на јавната сцена. Објаснувам тука некои интересни феномени и појави што можеш да ги искористиш.
Благодарам повели. многу. За мене нема лоша книга. Да. Некогаш и оние што ви оставаат впечаток дека се неинтересни можат да ве научат на многу нешта. Ти благодарам на гостувањето, да си ни жива и здрава години 100, да продолжи со својата македонска кауза и мислам дека и како поединци и како партија сте на прав пат. Благодарам Да многу. сме живи и здрави. Чест ми беше. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар. Бевме крајно неформални, бевме опуштени и поразговаравме со еден учесник во македонската политика, малку ја фативме личната страна, бидејќи тие се обични луѓе како и сите нас. Да сте ми живи и здрави, се гледаме во следната емисија. Дојдување.